се мачевме часови и часови во хоризонталната неподвижност, без нималку нашиот ум да искористи од таа своја абсурдна активност. Малоумникот, кој не би бил жртва на ова расипништво на енергија, кој би ги акумулирал сите ресурси без да ги расфрлува по суништата, би можел, како господар на едно идеално бдење, да ги отплетка сите детали на метафизичките лаги или да се иницира во незаплетканите математички тешкотии. По секоја ноќ ние сме попразни. Нашите мистерии, како и нашите страдања, протекуваат во нашите соништа. Така, напорната работа на сонот ја намалува не само моќта на нашето мислење, туку и моќта на нашите тајни.